Екипата на Добро утро секој утро денес ја посети галеријата Метаноја, која се наоѓа во самиот центар на Скопје, за да ви информира за едно убаво уметничко случување кое што се организира во соработка со Балканскиот институт за вера и култура. Се наоѓаме на улица Максим Горки, број 19, во пријатниот амбиент на галеријата Метаноја, каде што вечерва со почеток во 18 часот ќе биде отворена изложбата со наслов Тајн премин кон месечината на авторот Ване Костуранов. Разговарам со собственичката на галеријата Метаноја, господја Наде Милкова. Наде, може ли малку да ни ја представите галерија Метаноја, која е отворена, како што спомнавте, пред 4 години? Да, ми е задоволство што сте тука и што ви скажавте интерес да дојдете да снимите и да направите прилог за една толку важна, сметам, изложба, која што ќе се случува вечерва од 18 часот на автор Ване Костуранов со наслов Тајн премин кон месечината. Мене навистина ме возбудува ова, затоа што една од визиите на галерија Метаноја беше да ги создава или да отвори свој простор за изложби кои што инспирираат, кои будат надеж, кои ја освежуваат целата личност, всушност и мото на целиот наш простор, галериски, меѓутоа и горе литературното кафе е освежување на целата личност. Така што мислам дека вечерашнава изложба, која што ќе се случи од 18 часот, токму ја осликува таа идеја на освежување, што верувам дека секој еден што ќе присуствува вечерва ќе го почувствува тоа. Вие долго време живеевте и работевте во странство, но сепак решивте да се вратите во Македонија и тука да основате еден ваков галериски простор и кафе книжарница. Зошто? Па да, јас верувам дека тоа е некој вид на нашиот животен повик. Јас инаку сум од Хрватска, меѓутоа сум дел од македонското милје повеќе од 30 години и каде да сме живееле заедно со сопругот сме се враќале тука, а еве сега последните 13 години сме вратени, живеевме во Англија на Оксфордскиот универзитет, тој докторираше, јас магистрирав на Оксфорд Брукс University. Меѓутоа не привлекува да бидеме во еден ваков период за Македонија, токму тука, и да дадеме свој придонес кон убавината, кон се она што веруваме дека е потребно на овој народ, да тоа е повеќе инспирација, повеќе надеж, повеќе како да кажем освежување на секој едно ниво. Исто да покажеме дека ова е убава земја за живење тука и прекрасни луѓе. Еве јас како некој што не е македонка, меѓутоа се чувствувам длабоко во себе веќе како македонка, сакам и свој печат и придонес да дадам тука. Колку често се организираат изложби во галерија Метаноја? И останати настани сега? Па до сега еве за овие 4 години од кога е отворена галерија Метаноја, мислам дека ова е 13-та веќе изложба. Посебно мислам дека голема улога одигра галеријата во тек на COVID, затоа што буквално ја отворивме неколку месеци пред да почне COVID кризата и така што ова место на многу луѓе во тој период, затоа што ги поставувавме изложбите и луѓе можеа да доаѓаат индивидуално и тука овој простор да го користат како навистина едно контемплативно место, да се поврзаат со сликите и така што имаме тука една книга полна со печатоци од тој период, меѓутоа за секоја изложба луѓето оставаат навистина прекрасни печатоци што ги изразуваат и во преку пишаниот збор. Ване Костуранов е роден и живее во Струмица. Тој е самоук, сликар и илустратор. Неговите дела ги истражуваат двата света во кои тој постои – свесниот и несвесниот, внатрешниот и надворешниот свет. Овие два навидум спротиставени света се судираат во неговите слики и тешко е да се утврди каде почнува едниот, а каде завршува другиот. Покрај сликарството, Ване е наградуван илустратор и комплетен автор на 3 сликовници за деца, а се јавува како илустратор на повеќе книги за деца од различни автори.
Неговите книги се преведени на повеќе јазици: српски, хрватски, словенечки, корејски, германски, португалски, турски и италијански. Автор е на повеќе самостојни изложби, а негови дела се изложувани на бројни групни изложби во Македонија и во странство. За изложбата на Ване Костуранов, доктор Коста Милков од Балканскиот институт за вера и култура вели: конечното уметничко дело е комплетирано преку техне и логос, не во смисла на современиот композит технологија, туку во смисла на екзистенцијалната феноменологија. Овие два концепта се неизбежно поврзани на нивото на сооднос меѓу уметничкото техне и словесното логос. Процесот на креативната концептуализација со бои и четка и мисловната концептуализација со зборови и перо овозможуваат артикулација на она што генерички се именува како духовно. При тоа, техне ја представува естетската рефлексивност, а логос ја изразува контемплативната поетичност. Кукичките, дрвјата, патеките, сонцето и месечината на Костуранов се уметничка поезија. Неговите препознатливи кукички се повеќе излегуваат од осаменоста на своето постоење. Заштитниот знак на овој уметник, дводимензионалните ѕидови со прозорчиња и покрив, еволуирал. Не се работи толку за перспективата на лебдење на платното, колку за посмела употреба на бои и пейсажна перспектива на кукичките. Во овој творечки циклус, тие се почесто се наоѓаат обкружени со лебдечки дрвја. Нив Костуранов ги насликал во соголена форма, или пак со крошни кои заштитнички ги надвасуваат кукичките или пак лелеаво ги отпоздравуваат. Ване не ги представува своите слики само низ боите на платно. Интердисциплинарно ги опишува и со зборови, давајќи им наслови кои повеќеслојно го надминуваат прозаичното означување некаква зададена тема која треба да се препознае во буквална смисла. Има поетика во начинот на кој Ване ги именува своите дела. Насловите не се само технички детал со кој ги каталогизира сликите. Повеќе пати сте биле рецензент на работата на авторот Ване Костуранов, а во овој случај ова е прва ваша соработка и изложба во галерискиот простор на Метаноја. Може ли да ни кажете нешто повеќе за творештвото на Костуранов? Ване Костуранов е чудесен уметник. Слика речиси исклучиво само кукички, дводимензионално најчесто, и истовремено успева преку нив да биде целосно мултидимензионален, да биде мултислоевит и на секој начин да зборува за суштината, сршта, реалноста, радоста, болката, страдањето, надежите на оваа стварност која нас не обкружува и која се нарекува свет. Ване успева да биде уметник истовремено, автор и илустратор, без при тоа да изгуби ништо од она детско, кое не е наивно, туку е детско и срдечно. А, како уметник, да биде длабок во секоја можна насока. Колку слики опфаќа изложбата? Оваа изложба, насловена Таен премин кон месечината, има точно 20 слики. И оно што за мене како рецензент и соработник, во овој случај прв пат формално да соработуваме заедно како галерија со Ване Костуранов, тие 20 слики ми беа многу интересни, бидејќи Ване е интертекстуален уметник. Покрај тоа што успева на толку совршен начин да представува нешто, како што реков, со неколку потези на четката, Ване со својата замисла текстуална успева на сликите да им даде додадена вредност. И тоа е она што мене ме поттикна да ги групирам тие 20 слики. Како што ги гледав концептуално и како композиција, и како боја и техника на сликање, истовремено ги гледав и како Ване ги има наречено. И така и се создаде овој текст, кој се нарекува Техне и логос, кон изложбата на Ване Костуранов. А инаку, самата изложба, исто така ја добив довербата од Ване, да го најдам вистинскиот наслов, и таа е композит од две негови слики.
И затоа се вика таен премин кон месечината. Очекувате ли интерес кај скопската публика за оваа изложба и до кога ќе биде истата отворена и достапна за љубителите на уметност? Ване Костуранов е исклучително популарен автор и уметник, не само во Македонија, туку во буквална смисла на зборот можам да кажам и пошироко. Така што тој самиот по себе, постојано, кога и да има изложба, каде и да се појави, привлекува огромно внимание. Се разбира и самата галерија Метаноја веќе има своја патина, оставено и свој знак уметнички на Скопје и Македонија, така што верувам во оваа соработка заедно меѓу Ване и нас во галерија Метаноја очекуваме навистина добра посета што се однесува до самото отворање, меѓутоа затоа што изложбата ќе трае сега низ декември и низ целиот јануари во 2024 година, верувам дека ќе имаат прилика многу љубители на уметноста да ја видат оваа изложба. Ви благодарам многу. И јас вам.